Во срцето на старата Охридска чаршија, покрај бисерот на Охрид, Охридското езеро, откриваме и една поинаква форма на креативност, филигранот, што ја живува и за најчистката работа. Ајде да видиме. Имам скоро 20 годишна филигранска кариера. Следната година ќе бидат 20 години од кога ја научив техниката и не престанав да ја работам. Филигранот беше во некоја состојба на изумирање, кога јас го изучував со моите колеги кои што бевме заедно на курсот по филигран, така што јас сум од онаа генерација која што преку нашата работа успеавме да го оживееме, односно да му дадеме едно современо читање на филигранот и да биде многу популарен и баран денеска. На почетокот се разбира дека мојата филигранска работа беше повеќе традиционална, односно ги работев оние традиционални познати форми од брошеви, цветови, пеперутки. Пеперутката е најпознатиот символ на класичниот филигран, традиционалниот филигран. Познатливо за мојата работа, покрај благородниот камен кој што нели секогаш се користи како интегриран во накитот, мојот препознатлив белег е користењето на природниот камен, кој што го наоѓам на плажите на Охридското езеро, кој што беше окарактеризиран како многу интересен, нов и свеж момент во накитот, затоа што природното камче има скроз поинаква сентиментална вредност за луѓето кои што нели го носат. Првата декада од мојата работа резултираше со отварањето на овој простор во кој што се наоѓаме сега, се уште како таков, како галерија за современ накит и филигран, единствена во мојот град и во нашата земја, што посебно ме прави горда. Чувствувам некаква општествена одговорност за се оно што мене ми се дало и јас да вратам, така што ова е еден мој многу мал придорес према тоа културно градење, да речам, и на себе си, и на мојот град, и на околината, и на контекстот. Следниве 10 години фокус на мојата работа е Охридското езеро, односно водата, која што апсолутно ме инспирира и ме обзема. Сепак сум растена покрај Охридското езеро и сватив дека водата и Охридското езеро едноставно цело време е во мене. Имам и амбиции и идеи за следни колекции. Веќе дел од парчината ми се скроени, меѓутоа се уште ги конципирам и гледам нели што како ќе биде. Оваа година галеријата одбележува 10 години од нејзиното постоење, така што моите амбиции за иднината и моите погледи за иднината се дека оваа галерија се уште постои. Таа е исто така конципирана како еден хибриден простор, каде што се наоѓа моето работно ателје. Јас сум како практично предизлог и луѓето може да дојдат и да видат дека јас навистина автентично тука тоа го работам, дека накитот е мој, дека јас сум комплетно авторот. Просторов е исто така, во него се одржале неколку изложби, се одржале неколку да речеме продавници, били изложени и други дизајнери и така натака. За иднината само можам да кажам дека овај простор ќе продолжи да постои уште 10 и уште 10 години и дека ќе остане како белег на едно време за средните генерации и дека исто така ќе ги инспирира за сите луѓе да си тргнат по својот пат кој што го имаат внатре во себе. Македонското културно наследство блеска силно, особено во мајсторството на изработка на филигран и сребро, видови на накит кои ги инспирираат уметници како Марта Пеоска, кои прават безвременски накит.